дојдем тука на паркингот и гледам дека околу ако се свртите вака има некои згради и во зградите долу има некои дуќани. И ако почнете да гледате од таа страна има една прва кладилница. После неа има, не знам, аптека, нешто такво, по уште една кладилница. Па до таа кладилница има уште една кладилница. И до третата кладилница има уште една кладилница, 4 кладилници. Па има некои тука што имаше овде забар, мислам, и една црква. И се какво општество вие сакате ако имате 4 кладилници и една црква? Замисли обратно, 4 цркви да има, една кладилница. Така. И гледам нешто друго, овие кладилниците се излепиле од горе до доле. Се ако имаш кладилница, мора да си рекламираш да се одвоиш 400, треба да се бориш за муштери тука кај попробо да влезеш. И секоја кладилница мора да смисли лого, мора да смисли што да стави, па некои ставиле пари. Други да ги ставиле картите, некоја игра таму, нешто да светка, нешто да се прави. Од горе до доле излепени излози од по сите страни. Овде ако се свртиш, ако гледаш од таа страна, има само еден мал знак. Кој е тој знак? Најпознатото лого, некогаш направено во светот. Крстот. Толку едноставно, препознатливо, секој што знае што е. Ама не бил крстот, нели, првиот знак на христијаните. Ако малку знаете нешто од христијанската историја, знаете дека и пред крстот имало други символи со кои што се одбележувале места кај што се собирале христијаните или кај што се одбележувал некој дом. Еден од постарите символи, например, е Иктус. Што е Иктусот? Рибче. Има тука некои рибари што ловат риби? Има некоја луѓе што ловат риби. Во тоа време риби многу се ловеле. Всушност Исусовите ученици претежно биле рибари. Рибчето Иктусот било избрано заради тоа што зборот Иктус, на грчки риба, Их, Исус Христос, Теос, Бог, односно Божи, Син и Спасител, Сотерион. Значи заради тоа што една тајна кодирана порака имало во тоа зборче и го избрале зборчето или Иктус и често на тие рани христијански домови или цркви може да сретнете такво некое рибче. Не знам дали има овде луѓе кои што ловат риби, ама има многу приказни за луѓето кои што ловат риби. Има една приказна за еден закрепостен, дури некои се толку познати што не ни знаеме од кај ни е заклучокот. Не ни знаеме приказната, ама го знаеме, го памтиме заклучокот. Например, има една за рускиот закрепостен селенец Пјотр, кој што фатил златно рибче. И златното рибче му вика, сега ме фати, викам, ќе ти исполнам една желба, кажувай што сакаш. И Пјотр, закрепостен селенец, му вика на рибчето, ништо не сака. Оди си. Абе не може вика така сега. Редот е таков, мора да ти исполнам една желба. Не вика, не сакам ништо. Ајде вика, нели сакаш вика ти давам злато и богатство? Не, никако вика. Ке ме фати кметот, господарот вика, дека имам злато, богатство, не сум го пријел. Ај што ќе ми го земе, уште и ќе ме истепа, вика. Не, никако. А вика, ти ја дадам, вика, најубавата жена во светот. Не, вика. Мојата Маша, Бог да ја прости, вика, за мене беше и останува најубавата жена на светот. Па вика, што да ти дадам? Ти давам, вика, вечен живот. Не, бе, вика, мене животот и така ми е смачен, вика, уште да ми даваш вечен живот. Не треба, вика. Абе, вика, нешто, нели ти текнува, бе, вика, еве, види, вика, има и други закрепостени сила, еве, види го твојот комши, вика, Иван Ивановиќ, вика, би он нема многу како тебе, ама еве, гледаш сега, има една коза. Да, бе, вика, како ти текна, вика, сега имам, вика, една желба. Знаеш што ми е желбата? Што му е желбата? Умре козата на комшијата, така е. Тоа е таа поговорка, таму доаѓа, таа приказна. Има приказни за македонецот кој фатил рибче. Знаете за македонецот кој фатил златно рибче? Па треба да му исполнува желба. И македонецот вика, знам што сакам, вечен живот, вика, сакам. Вика, тоа не смеам, вика, да исполнувам. Вечен живот не смеам да давам, вика. Се мисли македончето, вика, ми текна, вика. Вика, не мора вечен живот, ама да живеам, да дочекам барем, вика,
Барем вика една работа да дочекаме. Што се? Владата да искорени корупцијата. Вика, што си ти? Така? Полезно беше него да го дочекам. Ама, има во Библијата една приказна некој што луѓе фатиле рибче, тука кај што рибчето фатило човек. И таа приказна е толку јака, што скоро да нема уметник кој што не ја насликал, кој што не ја нацртал, кој што не се размислувал за неја. Многу приказни, многу уметност е потрошена за неја. И пред неколку години интересно беше дека археолози кои што испитуваат нели таа рана христијанска символика, открија дека и пред Ихтусот има друг постар символ кој што христијаните го користеле на некои своји домови, објекти, гробови и така натаму. Знаете ли кој е тој символ? Јона во устата на рибата. Зошто? Па затоа што и Исус еднаш кажа, нели се повика на знакот на Јона. И секогаш тоа што Јона помина 3 дена во утробата на рибата, во Шеолот, во светот на мртвите на некој начин, е слика на воскресението. И затоа, уште постаро од Ихтусчето, е пронајдено тоа рибче со Јона во устата, како символ на христијаните за воскресението. Омилен знак, омилена символика дека, како што Христос помина 3 дена во утробата на земјата, Јона помина 3 дена во утробата на рибата, така ние, иако наши ближни можеби заминале во гроб, се надеваме на воскресението кое што нив им е ветено. Не знам дали знаете за Јона. Јона е една приказна од Стариот Завет, еден од пророците. Има во Библијата 12 така наречени мали пророци. Знаете зашто се мали пророци? Зашто кратки се нивните дела. Се што имале да кажат, на кратко го срочиле и мали се. Другите, имаме и други, тамо Еремија, Исаија, Даниел, Езекијел, они четворица кои што не знаеле да се изразат на кратко, па пишале на долго. Денес да имаме да сме ние пасторите да треба да пишуваме, тешко некој да стане мал пророк, пошто се имаме нешто многу да кажеме и не знаеме во малце да се срочиме. Но Јона е уникатна пророчка книга и по уште една работа, а тоа е дека е единствената од 12 мали пророци која што е наратива. Не знам дали сега разликувате жанрови, ама наративата раскажува некои случувања. Другите пророчки книги воглавно се бават со предвидување некакви казни, осуда на некој град или држава или нација или некој грешник, па што ќе се случи, предвидување и така натаму, а Јона раскажува настан. И во Јона, во книгата на Јона се раскажува за еден Божи човек кој што Бог го повикува и му вели оди проповедај му на еден грешен град таму. Ниневија, оди таму да им проповедаш, и Јона не ќе да им проповеда на тие. И затоа што не ќе решава да патува скроз на друга страна, па преку тука нели Божја интервенција завршува во морето го голтнува рибата и на Јона му доаѓа памет, нели после сето тоа искуство, ајде се враќа назад во Ниневија, им проповеда таму и ви глед чудо, грешниот град Ниневија се кае за своите гревови и се свртува кон Бога. И сега би рекле дека до тука приказната одлично тече и има супер хепи холивудски ендинг. Така? Ама не е баш така. Јона, после ова што се случува, човекот не е среќен. Ќе си речеш, еве сега, кај 3 дена утробата, Бог го извади. Им проповеда на луѓе. Луѓе се каат и сега место, јас си мислам некој што мислам колку ли намуртен лик било во Јона, да и сега после ова, пазете што викат во една своја молитва која што запишува во втората глава на книгата на Јона, вели: во својата неволја извикав кон Господа, тој ме послуша. Извикав од утробата на подземјето, од Шеолот, и ти ми го чу гласот. Ти ме фрли од длабочината во срцето на морето и водата ме обкружи, сите твои поплави и бранови минаа преку мене. Реков, отфрлен сум од пред твоите очи, но сепак ќе погледам повторно кон твојот свет храм. Води ме обкружија дури до душата моја, бездна ме опколи. Тревите ми се завиткаа во главата, знаете, оние алги таму
на море што ги има. Слегов до корењата на планините. Околу мене беа за секогаш земните лостови, но ти го извади од јама мојот живот, о Господе. И ќе си речеш сега после една таква очена молитва која што тој ја кажува таму во утробата и Бог го спасува, дека ова ќе биде еден благодарен, весел човек кој што втора шанса во животот му се пружила. Но не е баш така. И ако прашате луѓе што ја читале, дури што проповедале или што размислувале на оваа книга, која е поентата на книгата на Јона, најчесто ќе се сведе на таа поента. Ако бегаш од Божјата волја, Бог ќе најде начин да те врати назад и да мораш да си ја оствариш неговата волја. Ама не е тоа поентата на книгата на Јона. И всушност смешно, ама навистина на тоа ја сведуваме книгата или пророчката книга на Јона. А всушност станува збор за едно друго прашање со кое што се бори оваа книга. А главното прашање со кое што се бори оваа книга е: повеќе сакаш луѓето да бидат казнети или спасени? И наведуваме просто прашањето, ако да прашам се тебе, сакаш луѓето да бидат спасени или казнети? Што ќе кажеш? Спасени. Така? Освен сега кога станува збор за комшијата што ми има таму меѓата по месте. За него пекол. Освен ова колегата, колешката, некој таму што ми се замери, ме оговара, измислувала за мене работи. За неа пекол. Освен, не знам, некој што добива напредување пред мене, кај се залета со врски фати, уморе како би го спикнал во тоа шеолот. Ете, кога вака ќе ле прашаат ти си за спасение, да, за спасение на луѓето сум. Ама конкретно, кога ќе дојдеме во некои ситуации, поривот на луѓето е просто како повеќе да ја сакаме пропаста на лошиот, отколку неговото спасение. И Јона сега, откако се спаси Ниневија, замислете, откако се каја тој град, тој не е среќен, зашто Ниневија се спасила. Тој се лути. И тоа вели во својот текст: се лутам затоа што знаев дека вака ќе. Знаев. Знаев дека ти си, вика, добар и милостив Бог. А тоа лошо ли е? Знаев дека си попуслив и не ми се допаѓа тоа. Тој сакаше Ниневија да биде уништена. Не избега од Божјата волја затоа што му беше тешко или срам да проповеда во Ниневија. Избега или бегаше од Божјата волја затоа што сакаше тој град да пропадне. И низ цела една низа на настани, Бог мора да го учи на лекцијата дека Божјата цел со човештвото, Бог повеќе сака луѓето да бидат спасени отколку да бидат казнети. И лично можеме, нели, тоа да го сведеме многу пати во нашите наративи, животи, дискусии, некои од нив ги карикатури од нив правев пред малку. Дури имаме и колективни наративи. Знаете, да, Бог сакаме луѓето да се спасат, ама чекај, овие одредени нации тука нашето соседство, ако може да се исклучат. Или некоја партиска таму структура, политички фигури што не ни се допаѓаат, кои што не може да ги поднесеме. Дај Боже Бог никогаш до нив да не прати некој како Јона и тие да се покајат, туку ако може, како Содом и Гомор, фино лепо, све тоа да се порамне. И сега, чудно е таа приказна на Јона. Јона оди да им проповеда во Ниневија, ама си мислам, знаете, кога проповедниците денес се учат на проповедништво, завршуваат теолошки факултет, па има куп предмети таму. Па каква метода, па како да анализираш, па како да видиш јасно разбилив за луѓето, па како да таа порака тие да ја приводи, така натаму. Си мислам, Јона кој знае како отишол таму да проповеда, едва го натера Господ, може и едва го, добро, ај покајте се ако не сакате. И овие се каат, значи ни метода имам, ни образование, ни волја имал да им проповеда за покаяние, а тие се каат. И сега во 4-та глава во Ниневија, сега има друга молитва, таму во рибата се молеше тоа, дека тоа е страшно. Сега во 4-та глава, слушате што вика. Затоа вика сакав да избегам во Тарсис. 2 и 3 стих. Зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие, и дека се сожалуваш над несреќата.
Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живеам. А мисли, подобро му е да умре, отколку да живее со Ниневија покајана, отколку да живее со Ниневија прибрана во Божјото семејство, отколку да живее со Ниневија во Божјото царство. Драмата на книгата на Јона, да, тоа што влегува во рибата, таму е 3 дена е многу интересно и за човечката имагинација, несватливо и така натаму, и заради тоа многу уметници се фокусираат на тој дел, но историјата има друга поента. Јона е луд за покајањето и спасението на Ниневија. И сега наративата продолжува, бидејќи Бог сака да го научи него, а преку него и секој читател на таа порака, преку тоа и сите нас кои што сме сега присутни, да ни даде одговор на прашањето со кое што се борел и древниот Израел, со кое што се борел секој човек од памтивек до денес, а тоа е прашањето зошто Бог веднаш не ги уништи грешниците. Зошто Бог веднаш не ги уништи грешниците? Солженицин, мислам, има кажано таа изјава, вика, абе камо да можеше, вика, лошите луѓе да се соберат на едно место, се стават во некој логор или затвор, вика, и тука да го спалиш тој логор, и ние добрите да останеме, вика, ама за жал, вика, линијата меѓу доброто и злото, меѓу светото и грешното поминува, вика, границата во средина на секое човечко срце. И сега што значи тоа, Бог да ги уништи грешниците? Солженицин заклучува, вика, а кој сака да уништи дел од себе си? Вика, ако Бог треба да ги уништи грешниците, треба да не уништи и нас. Или треба да уништи пола од нас, или треба да уништи 90% од нас. И тоа е прашањето кое што го одговара книгата на Јона. Зошто Бог веднаш не расчисти со злото со грешниците и ги уништи и чао? Тоа е одговорот кој што се бара овде. Што е поентата? Што сака Бог да направи првенствено со лошите? Да ги казни или да ги спаси? Ние сме повеќе за да ги казни. И сега Јона е бесен, гневен, зашто се случило спасение на тие кои што всушност треба да бидат казнати, изгорени. И се собира, се прибира во некоја колипка таму, да живее, да живурка, очаен, во депресија, и почнува да расте едно растение околу него. Не знам дали некој од вас има градина или чува можда цвеќе или растение дома или милениче некој што го сака да. И некојаш чудна е таа човечка природа, ќе се приврземе за миленичето или за некоја цвеќенце или за некој растение, дрвце, што и да е, што сме го засадиле, што сме го гледале, и ти станува мило повеќе што вака е логично да ти е мило. Ама мило ти е, ти си го гледал, ти процветало, ти пораснало, ти направило сенка како во случајот на Јона. И Јона многу му прави мерак тоа растение. Некои стари преводи обично го преведуваат тоа растение со тиква, иако сега понови анализи на семантиката велат дека најверојатно станува збор за некој вид на рицинус. Тоа се како некои грмушки кои што пуштаат големи листови. И од таа жега тоа растение му прави сенка и на Јона му се допаѓа тоа растение. Станува миленич, има симпатии кон него. Нема некои добри причини зошто се приврзува кон него, ама во еден свет во кој што тоа е еден гневен, мизерен човек, ова растение му приуштува некаква среќа и задоволство. Изабеља црв почнува да го јари. Тоа е единствено нешто што во овој свет му дава малце среќа на тој намортен лик. И се пресушува растението преку ноќ. Дали било буквално преку ноќ или не знам, и ние користиме таков израз. Знам во Дебар мало често пати комшии да ни велеа, абе преку ноќ ја дигнаа зградава. Не беше буквално преку ноќ, ама знаеме на што се мисли. И сега му се суши ова растение на кое што тој се радува. И Јона уште тоне во уште подлабока депресија, отколку што беше со рибата во море, уште подлабоко тоне, потресен, не му се живее, ама ни тоа малце среќа што му даваше му умре. И сега е главната поента на книгата на пророкот Јона. Целата наратива води до оваа точка. Му умира и тоа малце што му дава среќа. И Бог конечно може да го даде клучниот одговор на тие прашања што ги прашувавме. Што сакаме да се случи со луѓето кои што се грешници и зошто Бог не ги уништува грешниците?
И читам некои анализи, некои коментари, дури и теолози се обидуваат да смекнат ситуацијата тука да кажат, па добро, тие таму во Ниневија, не требало Бог да ги уништи, бидејќи имало и многу деца таму, и многу невини и така натаму. Но недвосмислено е јасно дека сршта на наративата е ова. На Бог му е жал за народот во Ниневија и сака да го спаси, а не да го казни. Може би тие луѓе не се добри, може би тие луѓе не се по кејф на Израел, на Јона, тебе и на мене. Но има една разлика меѓу Божјото гледање на тие луѓе и нашето, а тоа е дека ние ништо не сме направиле за тие да изникнат, да постојат. А сепак, за банални други работи над кои што се сожалуваме, и ни е криво, за кои што исто така може би многу малку сме придонеле како Јона за ова растение, и ни е жал, а сега на Бог да не му е жали за сета креативна енергија која што тој ја употреби за да го создаде тој народ во Ниневија. Бидејќи и тие се израз на неговата креативна имагинација, на неговата креативна енергија, и тие луѓе се создадени од него, тој направил тие да изникнат и него му е за тие луѓе жал. Знаете, малце полека, браќа и сестри, со барањето пекол и проколнувањето на луѓето во пропаст. Црквата се изгорела во својата историја. Да не ги спомнуваме најмрачните епизоди на историјата на црквата, биле токму тие во кои што тие рано спалувале луѓе на ломачи, ги праќале во петколот, ги прогласувале за еретици, кога главната задача на црквата било всушност да ги прати луѓето у пекол. А не ова кое што треба да е главна задача на црквата, а тоа е грешниците да ги извади од гревот и да ги придобие за Царството Божјо, да бидат на Божјата страна. Полека кога осудуваме, полека кога сакаме казна, голема е Божјата милост. И тој е тој кој што ги создал луѓето, тој е тој кој што ја дава неговата милост. Кога си го поставуваме тоа прашање, едно од најпоставуваните, ми се чини дека е прашање кое што извира од нашата внатрешност и суштина. Зошто Бог не ги казнува грешниците и тоа побрзо? Па не знам колку од вас сте родители. Ако детето ти изгреши, одма идеш и го убиваш. Нема да има деца на светов, ако така правиме со нашите деца. Нема ти и јас да постоиме, ако така правеле нашите родители. И сега, не ли е чудно, безобразно од луѓето, па и верници, да побаруваме побрзо Бог да испрати својата казна над злото, над гревот? А не да им даде уште шанса, уште милост, бидејќи тие се негова креација. Ете, поентата на книгата на Јона со тоа завршува. Бог му вели на Јона, ти се сожалуваш и плачеш над ова растение за кое што ти ништо не направи, само изникна и само умре. А јас вика да не се жалам, да не ми е жал и за луѓето во Ниневија. Дури и друго нешто да се случи. Еве, ако имаш дете, или може би имате деца, и ако некој друг од надвор дојде и го казнува твоето дете, како ја се чувствуваш? Пред некоја година, додека живеев уште во Дебар Мало, се сеќавам дека тамо на средниот син што ние некој од комшиите му залепил шамар или го дистегнал зубо, не знам, така беше нешто. Викам, што се случило, што сте правеле, што сте го нервирале комшијата? Ама вика, тенис гледал Джокович и вика, овие му сметале, му тропале, најверојатно и го иритирале намерно и се сигнал доле и тука фатил некој од децата ги каза. Како така може човек кој што не е негово дете да доаѓа да така? И ниеден родител нема тоа да го дозволи своето дете некој друг да му го воспитува или да му го казва. Се како Бог да дозволи ние да бидеме тие што ги казнуваме грешниците, неговите созданија? Не знам дали пратите, ама се повеќе се зборува за тоа државата, нели, дека треба, дури има и такви закони кои што се носат повремено,
државата да управува со децата, таа да им кажува како ќе се образуваат, што ќе прават, што ќе слушаат. И пред неколку години имаше еден добар статус. Вика, вика, интересна работа, државата да одлучува за нашите деца. Па вика, државата ли ги роди од нејзина утрова? Државата ли, вика, им се тресеше кога има температура навеќе или седеше, вика, до 1-2 таму да ги опоравува. Вика, државата ли плачеше кога тие плачеа и кога не можеа да спијат? Државата ли, вика, се мачеше за нив и работеше да им даде и да им приушти нормален и добар живот во овој свет? Вика, да, кога тоа ќе го прави државата, фино лепо, повели, нека кажува што се нашите деца. Децата не се раѓаат во држава, децата се раѓаат во дом. Не се раѓаат во институција, се раѓаат од утрова на жена. И затоа не смееме ни тоа право да го приуштуваме по многу на туѓи некој господар. Знаете зошто? Затоа што во крајна линија се што е туѓо ти управуваш со него по многу поинаку со тоа што е твое. Тоа е човечка природа, докажано милион пати. Затоа не може државата да биде подобар родител од родителот, никогаш. Да, има родители исклучоци кај што треба да се умеша општеството затоа што секакви луѓе има, но во глобала родителите се тие кои што се одговорни за децата. И нека не ни биде тешко затоа да сватиме дека Божјата намера со светот и Божјата задача за црквата е да го спаси светот, а не да го осуди, да го казни. Знаете, ако е за осуда и за казна, си има кој тоа може да го направи. Луѓето се негови деца, тој им е родител, кои сме ние сега да ги шамараме или да им ги тегнеме ушите, или да ги праќаме во пропаст и во пекол. Дури и самиот Исус Христос во разговорот со Никодим, баш и таа точна реченица ја кажа. Веднаш после 3:16, 3:17, вели, Бог не го испрати својот син во светот, за да го осуди светот, туку за да го спаси светот. Значи, што се Христос не претрпе за да го спаси овој свет? Ако беше за казнување и немаше потреба ништо да трпи, што толку претрпа, што ми таткото се одвоил од синот за таа задача да му ја довери, тоа значи спасението му е број 1 мисија, задача, визија, желба на Господ за човештвото. И немаме да не го сметаме ова за неважно, било толку важно што цела пророчка книга и тоа многу интересна е напишана за оваа тема. Што Бог сака со грешникот, зошто не ги казни и што повеќе Бог сака. Еве, јасно е. И во нашите мисли, и во нашето однесување, посебно кога се гледа дека повеќе сакаме казната, отколку спасението, пеколот наместо рајот, да се научиме од Христос. Ајде, знам дека многу луѓе ни најрали некои неправди. И прашањето кое што треба да си го поставиме е ова, па не претрпели и Христос неправди? Ако задачата и смислата на Исусовиот живот беше да се спаси грешникот, се разбира дека тој претрпе и многу неправди за да ја оствари таа повисока цел. И можеме од него да учиме дека се претрпе за да ја оствари таа цел спасението на луѓето. Можеме да се научиме од апостолите, од неговите ученици. Што се не претрпеа тие? Петар, Јован, Јаков кој што беше првиот маченик. Апостол Павле на едно место дури вели, за сите стана все. Што значи таа изјава, или во други преводи ја преведуваат, се сообразив со сите. Значи станав како што се тие, да ги научам и нивните мајки, нивните страни, да зборувам на нивниот речник, јазик, култура, и зошто вели, зошто за сите станав се или се сообразив со сите? За да придобиам уште некого ако може за Божјото царство. Не трпеше ли и Павле страдање? Оде во Македонија, фала Богу, кога дошол, само од затвор до затвор го шетале. Не го шетале по овака по убавите места. Многу претрпе за Божјото дело. Ама затоа што знаеше која е целта. А целта е спасение на грешникот. Христијански е да се научи тоа на кое што не учи Христос, така? Имаме
дури и такви упатства самиот Христос кој што вели љуби ги своите непријатели. Нешто невозможно за човек овие тоа. Ние ги мразиме нашите непријатели. Зошто да ги љубиш непријатели? Па затоа што единствениот начин на кој што ќе го уништиш тоа непријателство е ако тие се се спасат како што се спаси и Ниневија. Само тоа е христијански да го бараме и нивното спасение, и на нашите непријатели. И на твојот лош комшија, и колешката што те оговара, и овие политичариве, никакви комшиите вакви од соседството и така натаму. Се чудам некогаш на таа наша човечка гордост. Од каде мислиме дека ние сме тука да му кажуваме на Бог како треба? Ете, црквата, некои дури луѓе така се сваѓаат. Црквата е место кај што ние треба да си кажеме како Бог треба да биде. Ако оваа црква не ми е Бог како што мислам дека треба да ми е, одам во друга црква кај што ми е Бог како што ми треба мене Бог. А всушност целата поента на христијанството е човекот да се научи што Бог побарува од нас. Ете, обратно правило. Ние сме тука за да се запознаеме со неговите начини, со неговите патишта, со неговата агенда. А неговите начини и патишта и агенда се спасение на човештвото, покаяние на секој грешник, работа за тоа спасение, љубов до ликој на пријателите. Ти можеш да избереш, него не ми се допаѓа оваа агенда, живеам свој живот. Живеј. Но немој да кажеш дека тоа е Божјата агенда, христијанската вера и библиското учење. Тоа е твоја филозофија на живот. И Бог ни дава слобода на избор и слобода на живот и така да живее. Но ако веќе сакаш да живееш според Божите упатства, според библиското учење, според христијанската вера, тогаш живеј како што тој пропиша. Книгата на Јона е една од оние ретки книги во Библијата која што завршува со прашање. Ете, најдобри се и проповедите кои што ќе завршат со прашање. Многу не сакам кога некој ќе ми каже вака треба да мислиш. Туку Јона е прашан од Божја страна. Прашање е крајот на. А знаете дека крајот е, како сме учеле во наративите, нели има некој заплет, има на крајот расплет. Па што е расплетот? Нема расплет во ова. Дали Јона се покајава на крај? Дали вика стварно Боже управа си? Не знаем. Но знаеме на што Бог го учи. И знаеме кое е прашањето кое што бидејќи е крајот на таа книга како ехо, знаете во планините кога ќе викнете нешто и тоа ехо одекнува. И до кога одекнува? Ако имаме некои инструменти, можеби за секогаш да го мири. И до кога одекнува прашањето од Бога поставено до Јона? За секогаш. Затоа што на човештвото му е потребно постојано да му биде поставувано тоа прашање. А прашањето кое што му е постави е тоа. Ако тебе ти беше жал за ова растение, кој што ти ништо не даде, како мене да не ми е жал за луѓето од овој свет? Нашиот живот е сега поставен пред тоа прашање, бидејќи интересно е дека всушност ова приказна не е за покајањето на Ниневија, туку за тоа драмата е околу тоа дали Јона ќе се покае или не. Ете, ако Бог не направил архангели или ангели и ќе сме паднале од тој заедно со Луцифер да бидеме мали Луцифери, на ангелите не им е дадена втора шанса. Сте го донеле својот избор и нема покаяние. Кај човекот единствено Бог дава шанса да можеш да се покаеш. Бидејќи Бог човекот го направи и поголем од ангелите, најблизок до својата природа и образ. Да има слободата да го избере и доброто и злото, но Бог се разбира сака да го избираме доброто. И Јона се приврза за едно мало нешто и неважно нешто. И како луѓето во овој свет и ние често се приврзуваме за предмети, за мали задоволства и губиме од предвид што е најважната работа за која што Бог ја поставил црквата, не повикал нас во вера и не повикува како колектив, како негова заедница да работиме. А тоа е целта следна. На Бог му е жал за неспасение човек. Ми се приклучиш ли на Бога во тој проект? Можеш да бегаш како Јона.
Тој своето спасение ќе го оствари на еден начин или друг, ако треба и преку рибата што го готнала 3 дена го држала в уста. Но никогаш не заборавајте, Божјата главна цел со човештвото не е да го казни грешник. Казнувањето на грешникот, верувајте, е најлесната работа која што Бог може да направи. Неговата цел е да го приближи грешникот до себе си, да го преобрази за еден свет во живот заедно со него. Знаете каква привилегија ни дава Господ? Сега, го избира човечкиот род, го создава, вели, по свој образ и подобие. Тоа значи му дава од некои своји божествени карактеристики. И сега го обликува низ овој живот за да го приготви за нов живот заедно со него, кога во тој образ и подобие ќе има и неговата добрина, милост, љубов, сочувствителност. Пред некоја недела зборував исто така и за тројството. Знаете, за тој многу не разбра малце концепт кој што имаме Отец, Син и Свети Дух. И едно од работите која што е тешко да се објасни тројството. Августин, познатиот црковен отец, кога напишал многу книги, иначе Августин, ама кога седнал да пишува за тројството, напишал својата книга De Trinitate. Знаете колку томови е таа книга? 15 томови. За тројството не може да се напише, да се допише човек. Ама пошто е уникатно христијанското гледиште на Бог од сите други? Значи имаме генерално многу божички религии, веруваат во многу богови, и монотеистички религии веруваат во еден Бог. Христијанството е монотеистичка религија, верува во еден Бог, ама во 3 лица. И сега тие 3 лица не се само некакви форми надворешни, не се као, не знам, ти си излегол са бајлева по патики, си се облекол спортски, по пладне си се облекол, не знам, со кошула па си дотеран, највечер си облекол во пижами, па да речеме да, тоа е истата личност, ама се облекува различно. Не. Дури христијанската теологија за тројството вели тоа се навистина различни 3 личности во еден Бог. За нашиот многу тешко сватливо. Ама што е предноста тука? Е дека само во таквиот модел на Бог, кај што имаш 3 лица, можеме да зборуваме за Бог кој што знае што е љубов. Зошто? Па во секој друг модел на богови, еве да речеме во политеизмот, таму имате разни богови, тие се тепаат едни со други, се мразат, имаш повисоки, пониски, знаеме што е политизм. Во монотеистичката религија, да земеме монотеистички модел. Бог го создава светот и сега тој од кај знае што е тој љубов? Тој допрва откако ќе создадеш нешто за љубење, можеш да љубиш и да искусиш љубов. Значи тој ја создава и љубовта причина на создавање. Тој не е Бог кој што е искусен во љубовта па може за нејзе да зборува. Единствено во моделот на тројство имаме Бог кој што знае што е љубов и таа љубов ја искусува од вечноста бидејќи постои во 3 личности. И таткото го љуби Синот, Синот го љуби Светиот Дух, Светиот Дух ги љуби повратно. И тоа е некој кој што таа особина негова, љубовта е негова вградена, инхерентна карактеристика од неговото битие. Не е нешто што допрва го учи, го научил или треба да го совлада. Тоа е тој. Затоа вели Светото писмо, Бог е љубов. Затоа што љубовта во тоа тројство ја има искусувано и доживувано уште далеку пред да го создаде светот. И затоа тој сега може нас да научи што е љубов. И ќе од вечноста знае што е љубов. И во вечноста ќе обстои тој со љубов. Зошто? Затоа што тој тоа е. Да не можете дрвото да го направите метал, ниту метал од дрво. Металот е метал, дрвото е дрво. Бог е љубов и љубов ќе остане. Не може да биде и да се смени и да стане нешто трето или нешто четврто. И нека ни ја зајакне Бог, се надам преку оваа порака, одам во таа насока, сочувствителноста. Да ни намали огорченоста, суровоста која што имаме кон другите луѓе. Се плашам искрено да ни даде Бог нас да определуваме кој ќе оди во рај, во пекол. Многу полошо ќе завршат луѓе доколку Бог да суди. Бог многу помилостиво ќе суди, бидејќи вика на едно место, вашата вера која е како синапово зрно, па планини ќе може да преместува. Со други зборови сака да каже, колку и да е мала ќе се фатам за тоа малото. Ќе му дадам милост на човек. А ние? Не, овој не исполнува стандарди, овој не урадат како брај за овој, или ова. Не дај Боже нас да ни даде Господ да суди. Но ако се учиме на неговата природа, неговиот карактер, треба да стануваме се повеќе и повеќе такви
да не направи и нас како Него, да не се истураме врз нашите ближни, врз оние кои што ни сгрешиле, туку да се бориме за нивното спасение. И тоа е поентата на книгата на Јона. Зарем вас ви беше жал за нешто од овој свет, а не ви е жал за тоа кое што Бог го создал, Бог креативно се вложил во него, Божи деца и синови и ќерки се, немаш ти да одиш да му ги воспитуваш. Тој ќе си ги воспитува. Нека Господ ни биде милостив да ја сватиме пораката од малиот до голем пророк Јона. Амин. Ќе наведеме нашите глави во кратка молитва. Благодарам Господе за Твоето Слово и за моите браќа и сестри тука присутни, што уште еднаш преку пророкот Јона не учиш на Твојата голема љубов и милост. Ти благодарам што заедно со моите браќа и сестри ние сите требаме да бидеме уште еднаш потсетени на тоа и зајакнати во уверувањето дека Ти имаш една желба, таа желба е да го спасиш човечкиот род. Ти и нас не повика од бездната, од шеолот, да не воведеш во живот, и како што таа милост нам ни ја приушти, се молиме да ни дадеш сили да ја бараме и за другите. И тогаш, кога знаеме дека не заслужуваат казна, тоа е поентата на милоста, дека оној што заслужува казна не е казнет, туку е помилуван. Дај на Твојата црква уште еднаш будење за тоа дека главната задача и мисија ни е следната: од овој свет да направиме спасени грешници, а не проколнати за пекол. Се молам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин.